Најголемиот број од оние кои што ги напуштија границите на својата земја и влегоа во земјите на Европската Унија пред се во Полска. Извештаите од третманот покажуваат дека третманот кога станува збор за репер за тоа како треба да изгледа хуманитарниот одговор. Во земји како Полска бегалците не се пречекуваат со солзавеци палки, туку со топли кебиња, лозинки за слободен пристап до интернет, бесплатни возења со Убер, како и соби во домови на луѓето. Слично е приказната и во Романија и во Унгарија, како што пренесуваат хуманитарците, но и многобројни медиуми што одблизу го следат развојот на настаните. Но во сите европски земји немаат еднаков третман кон бегалците, укажуваат истражувачи новинари со својата анализа на Политико. При тоа потенцирајќи дека грчкиот министер за миграција и азил кај луѓето што ја напуштаат Украина и ги нарекуваат вистински бегалци, па се прашуваат кои се фалсификатите. Дали се тоа сиријците, афганистанците, ирачаните и другите од целиот свет, кои толку често се опишуваат како оружје или хибридна закана. Потенцирајќи го огромниот број новинари што секојдневно известуваат за ситуацијата на границата со Украина, велат дека со жалење констатираат дека во денешната Европска Унија постојат големи делови, особено околу границите на Унијата, каде што новинарите не можат да одат од кои и не можат да известуваат приказни. Овие слепи точки држат подалеку од видот некои од помрачните аспекти на управувањето со границата на Европската Унија. Новинарите посебно ги посочуваат Грција по должината на незината граница со Турција и Хрватска во близина на Босна. На овие локации новинарите немаат слобода на движење, ниту можност да раскажуваат приказни за луѓето што ги ризикуваат своите животи за да влезат во Европската Унија. Секој напор да се дознае нешто повеќе се потенцира во собирањето на дигитални докази и други техники за далечинско известување за да раскажат веродостојни приказни. Двојните стандарди очигледно дојдоа до израз и со оваа бегалска криза. Па Грција, лутката на демократијата, како што сака да се прикаже самата, го покажа вистинското лице со третманот на бегалците, кои токму таму ги доживеа некои од најтравматските искуства. Се разбира, таквиот однос не може да остане регистриран и од новинарите, кои ако држани настрана и подалеку од немилите настани, сепак успеа да ги забележат сведочењата на бегалците. На тој начин, ако се споделат двете слики, она од украинско-полската граница и од оние на грчко-турската, станува јасно дека во Европа се толерираат постоење на двојни стандарди и целосна неподготвеност да им се обезбеди на бегалците сите неопходни услови пропишани со меѓународните договори и стандарди. Човечката мака и страдањето се еднакви и не треба да се делат според нација, вера или било каква определба. Или како што се вели во својот текст новинарот кој што ги истражува, сиријац по националност, приказните за луѓето во движењата не треба да бидат тешки за раскажување. Избираме чии приказни ги раскажуваме, а оние избори ги откриваат нашите предрасуди. Ова е само дел од извештајот на УНИЦЕФ кој ги следи брановите на бегалци на светот.